Во средното општинско училиште Перо Наков денеска се одржа завршниот настан во рамките на проектот од Еразмус Плюс програмата насловен Промовирање на родовата еднаквост во науката и технологијата. Координатор на проектот е Основно и средно училиште од Португалија, а во реализацијата, освен училиштето Перо Наков од Македонија, вклучени се и две младински организации од Германија и Италија и средно училиште од Италија. Проектот преку повеќе активности се реализираше 2 години, а целта беше да се укаже на разликите кои што постојат во сваќањата за тоа што е машка, а што е женска професија, со акцент во областа на науката и технологијата, изјави координатор на проектот за училиштето Перо Наков Александра Георгиевска. Сите овие чинители во овој проект 2 години работеа на добивање резултати во облик на водич за подобро пристапување кон решавање на вакви можни проблеми или рушење на можни бариери. Водичот е наменет не само за наставниците, исто така може да го користат и учениците, иако секако акцентот пред се на наставниците. Понатаму исто имаше изготвено игра со карти, меѓутоа не регуларна. Секако има 52 карти како во секоја обичен шпил карти, меѓутоа картите се со жени низ историјата кои што придонеле на ваков или онаков начин во развој на некоја од науките, природните науки, физика, хемија, астрономија, вселенски истражувања, математика секако и сите кои што може да ви паднат на памет. Дел од тие жени сме слушнале за нив, меѓутоа за повеќето не сме, затоа што низ историјата многу малку се обрнувало внимание на нивните достигања и можеби сето тоа води кон ова што го имаме денес да дискутираме воопшто и да дебатираме за тоа што треба да биде машка, што треба да биде женска професија. Исправевме истражувања, секоја држава имаше за задача да си направи истражување во рамки на својата земја колку е распространето учеството на жените. Со гордост може да кажам дека ние во сите истражувања како држава сме пред нив, дури и од германците, што не секако за нас беше многу убав момент, многу убаво чувство, меѓутоа тоа не значи дека не треба да се работи, затоа што без разлика земјата колку е развиена или не е, оваа тема е се присутна. Понатаму истава за овие карти, затоа што од една страна е ликот на жената, од друга страна е кратко напишано што таа постигнала, меѓутоа за сите ученици или наставници кои што сакаат повеќе да дознаат, изготвена е дигитална книга со скенирање на QR код, може да пристапат кон многу поопширна нивна биографија, за да не бидеме вржени нели со училница, да може тоа да се прави и надвор од училница, изготвена е платформа на која што сите овие резултати може да се најдат, па дали ќе ги работите дома, онлайн, дали ќе спуштите некој документ или картите или така натаму, останува на избор на оние што тоа ќе го работат. Секако тоа е безвременско, останува за користење, отворена е за сите заинтересирани. Нормално во денешно време не може ништо без видео, така да направивме видео фестивал. 36 кратки анимирани филмови за дел од овие жени, за да може полесно да можеби некои моменти од нивната биографија или од нивното живење да бидат примени од страна на учениците. Секако дури ако станува збор за ученици од пониски одделенија, не е задолжително ова дека треба да биде само за ученици од средно училиште. Кажав, проектот траеше 2 години. Нашиот денешен настан го финализира овој процес и се надеваме дека резултатите и сето она што сме го правеле во овие 2 години ќе продолжи и ќе има влијание во иднина. Георгиевска посочува дека во текот на реализацијата на проектот биле одржани бројни состаноци и обуки. Дел од нив биле реализирани во Перо Наков, дел од состаноците биле организирани во Португалија, Италија и Германија, каде што била одржана и обуката за наставниците.